Добар ден. Повелете, влезете, да видите што има донации направено. Прозори, врата надворешна. Врата ова. Надворешна. Купатило. Врат, и бољар, нов и врата ова. Ова. Да. Прозори нови. Стакло, што овдека рекова биле големи, нечичко джемо, па треба да ги стак. Че да се ветре, да се луфтира пена стаја стакло. И каучи два нови ваму. Ми донесо од школово, собирале за децава пари. Овие нови. Ми ги донесо за децава да спиеме, и децава, те ги скршија надвор. Овие два. И така, нови. Па завчера, не знам, од школова наставникот Крсте, ама нови, не знам, 10-11 илјади денари. И децава спијат овде, ја тука. Така. Ви ја раскажавме трогателната животна сторија за младите херои Антонио и Димитар од Гостивар, две ведри детски души кои покрај тешкиот живот не престануваат да сонуваат. Заедно со нивната самохрана мајка Наташа, која се соочува со сериозна болест, живеат во скромни услови, но со огромно срце и уште поголема надеж. Сопругот изливна мозокот, инфаркт, и почина, остана вдовица, самохран родител. Јас сум и мајка, и татко, и маж, и жена, све сум. Да ми одобрија да земам семејна пензија, 13-14 илјади, дечки додаток децава земам по 1000 денари, 1000-2000. Таа добила страшна диагноза – рак со метастази на црниот дроб и мускулите. Наташа секоја борба ја води сама, но најстрашната ја води Тивко со солзи кога никој не гледа. Летоска. Ти вака нешто градата, гледам вака како груче нешто. Се одам кај матичнава овде, Гостивар, Иванка. И викаат, Наташа, ова не е добро, викаат. Како што гледам, викаат, имаш грудка. Ти е карцином рак. Тато на операција, 3 дена ме прави операција, лежев и цела града ми изваја. И сега почнав. Со хемотерапија, апшиња да пијам. Деца се сакаат се. Фудбал, тренинг, храна, а јас понекогаш немам ни за леп. Со солзи вели оваа тажна мајка. Тони помали 10 години, викаат, сакам точак. Ја викам, качена да му 8.000-9.000 нов точак. Деца си барат, ама не можам да имам без топка ми барат, а таа е 50 евра на топка, оригинал. Викаат, да ми купиш оригинал топка. Другар му негов имал топка од 2500 денари, а немам од 200 денари топка да му. А сакате ли некаде да ве запише мајка ви? Да, во пролетер. Дека немат пари. Не стигнуваат да не запише. Сакате и топка фудбал? Да. Или купуваме они од 350 и играме. Се пукаат за 5-6 дена. Да. Ми викаат, ти си најдобра мајка, ама немаш пари. Имате ли човек, така Чичко Зоре се викат, и му кам Чичко Зоре, денеска немам јадење. Биче ми даат 1000 денари, да пазарам, кога земам пензија му ги врачам. Здравието ми отиде на добар, пола човек. Да, па станам фудбалер и да имам топка, оригинална. Топлината на нивната приказна не остави никого рамнодушен. Веднаш по емисијата се активираа хумани граѓани и организации. Хуманитарната организација Дава секојдневно носи топол оброк за семејството, а насмевките на децата станаа уште посветли благодарение на новата спортска облека и реквизити за фудбал.
Фудбалскиот клуб Пролетер исто така ги отвори своите врати. Тренерите им понудија можност на Антонио и Димитар да тренираат со тимот и да чекорат по патот до исполнување на нивниот најголем сон – да станат познати фудбалери. Веднаш штом дознавме за семејството Новаковски и за желбата на малите Антонио и Димитар да тренираат фудбал и еден ден да станат познати фудбалери, а при тоа да немаат финансиски можности, клубот едногласно одлучи да им ги отвори вратите. За нас фудбалот не е само спорт, туку и начин да се даде надеж, особено на оние што најмногу ја заслужуваат. Им обезбедивме комплетна спортска опрема и веќе неколку пати дојдоа на тренинг, видовме искрена радост и голема желба кај нив. И тоа е доволна мотивација за сите нас во стручниот штаб да дадеме се од себе. Не само да ги научиме на вештините на фудбалот, туку и да им помогнеме да го остварат својот сон. Знаеме дека и честопати изостанувале од училиште поради недостиг на храна, па затоа ќе се потрудиме и во тој сегмент да им бидеме поддршка. Ќе разговараме со нив како со своји деца, со татковска грижа, за да ги поттикнеме да останат на вистинскиот пат, и во спортот, и во образованието. Фудбалот може да биде шанса за подобра иднина и ние ќе се бориме таа шанса да им ја дадеме. Но иако срцата им се исполнети со надеж, нивниот дом се уште не е место каде што секое дете треба да расте. Мајката Наташа, иако силна и борбена, ја спречува болеста да работи и да обезбеди попристоен живот за своите деца. Во нивниот дом не достигаат основни услови, немаат купатило, децата се бањаат кај роднини, немаат детска соба, нови прозорци, ниту функционален мебел. Прозори ми треба овде дуваат, во другава соба дуваат. Купатилото нема цевки, презатно не е функционален тоалетот, бољеро ми прегоре, децава се бањаат кај баба му, дедо му одат град таму, кај му трениру, кај свекова ми се крвами. Детска соба имате ли? Да, ама нема таму шпоред. Овде спијаме, овде само има шпоред. Овде е топло, убаво. Овде нема прозор. Дуват. Да, со онакво, со церадич. Затоа, со чисти и искрени срца, Антонио, Димитар и нивната мајка Наташа повторно се обраќаат до сите нас, со благодарност за досегашната помош и со молба да им се помогне уште малку. Сега кога имаат шанса за подобра иднина, да им помогнеме да го реновираат својот дом и конечно да добијат услови достојни за едно детство. Помогнете им да не престанат да веруваат, дека добрината постои, дека сонот е достижен и дека заедно можеме да промениме животи. Добар ден. Повелете, влезете, да видите што имаат донации направено. Прозори, врата надворешна, врата во ова, надворешна, купатило, врат, и бољар, нов и врата ова, нова, да. Прозори нови, стаја стакло, уште овдека рекова биле големи, нечичко джемо, па треба да ги стат. Веќе да се ветре, да се луфтира пена стаја стакло, друго, нема. И каучи два нови ваму, ми донесо од школово, собирале за децава пари. Овие нови, ми ги донесо за децава да спиеме, и децава, те ги скршија надвор. Овие два, и така, нови. Па завчера, не знам, од школово наставникот Крсте, ама нови, не знам, 10-11 илјади денари. И децава спијат овде, ја тука, така. Наташа долго време се соочува со тешки услови за живот. Низиниот дом е скромен, а секој ден е борба за да ги обезбеди основните потреби за себе и за своите деца. Секој агол на станот е потсетник на предизвиците со кои се соочува, но незината љубов кон децата е неисцрпна. Пријави во емисијата Срце на дланка за да ми помогна. За прозори, за дрва, за кревети, цел спрат. Ми рекоа дека ќе ми донесат и кујна нова ке работнава ваму, купатилово ќе го направат цело,
Па се смени децава, почна да се јавуваат луѓе, ми донира јадење, пакети, макарони, брашно, шеќер, масло, спагети, супи, така ти работи. Децава копачки им донесоа дресови, алишта, некој кој што може, например, ми носеа. И сега, за уште една радост, незините деца започнаа да тренираат фудбал. И сега Македонија чека да добие нови фудбалери. Тие со својата енергија и љубов кон спортот го исполнуваат домот со радост, а секој тренинг е уште еден чекор кон иднината и самостојноста. После емисијата се случи, не викнаа таму да тренираме и не тренираме со пари, без пари тренираме и ни донесоа топки, копачки, дресови. Па имаше еден братуче Марко и тој више не иде. И појме сам. И ојме се едни деца горе, Затко и Коки. Едни се викаат. Се они појме на тренинг. Запознавме другарчиња на фудбал и играме со нив и полно запознав. Игралиштето ни се наоѓа во Дутлок, новиот стадион. Ојме некад со такси, некад пешки. Иде и лиско таму. Едно 30 минути ни треба да стигнеме, едно 50 сме деца. Сега постои причина за радост. Наташа добива нова бања, што ќе овозможи повеќе удобност, достоинство и подобри услови за секојдневниот живот. Полека донациите успеваат барем малку да го олеснат незиниот тежок живот и да й дадат надеж дека за неа и за незините деца може да дојдат полесни денови. Највише ми носеа за јадење, да ти кажам, пакети вака. Хуманитарна организација дава овде во Гостивар, ми носеа за јадење, брашно, крашак. И овде ми носеа дома. Човек ми донесе по 50 евра, рече, деца вако немаш да им купи за јадење, купим чорапи, гачичиња те работи, пичами. Највише, да ви кажам, да искрено од школово. Од школово што се децава мои собрале 100.000 денари. И ми купија 5,5 кубика дрва, прозори во ваму, и за јадење ми пазаруа, во Кипер, во Кам. Наставник еден мора да го пофалам. Наставникот Крстен на поголемиот му е класен, 7 деден на Димитар. Крстен се вика свака му час. Правно, наставник ми помагат, кревети ве ги нарача тој. И рече на дачеве, прозори рече, кревети 2 за децава да спиете, дрва 5,5 кубика од школата, ти што собрале 100.000 денари. И другите ми пазаруеше. Да, ојме редовно. Вторник и четврток и сабота и недела на утакмици. Да, срекни сме многу, не дружат и не одвајат. Со храна ни плачат еден наставник, Крсте се викаат, од класниот мој. Изаме кај има една диде трейт, ни дава тосто и и симби. Му се заблагодаруваме на наставникот Крсте што ни помогна. Секој чекор кон подобрување на незиниот дом е символ на надеж и верба дека добрината на вистина постои. Со помош на хуманите луѓе, Наташа полека гледа светло на крајот од тунелот и се надева на подобра иднина за своето семејство. Па и деца вика заличи, вика се за прозори со врати, дека кој што беше да вореш на малку заличи куќава. Кревети нови, се ми требаат и теписи стази, ама не имам толку можности, 50-100 евра да купам теписо. Ми треба, ми фали електричен шпоред. Но не мишини, преглата малку чадит, нешто или греачот му е. Дозгора може да пржам, деца вишли, јајца, нудли им варам, спагети, супи, макарони, такви работи. Кафе, ама ренглата не можам да пичам. Се сакам да направам бучиња, уриси, си правам торта, проја колачиња, ама не можам. Овдека нешто греачо чадит, може че се запалиме. И него онадам. Не можам да работам. Јас сум болна, не можам. Земам пензија 15.000, 16 семена пензија и земам и тужа нега 5.300, дека се оперирав од рак на дојка и тоа. Дете во викат копачки, немам патики.
Помалиот викат патики нови. Сега школа се децава сите дотерани. И викале на децава мои, се во истото идеш облечен. А ја не можам да купам тенерки или патики оригинал. Со 15.000. Не ми се доволни тие средства. Пензијава. Ги повикувам сите што сака да се пријават, во Срцата Ланка, да се пријават, да не се двоумат. Колку што имат кумари луѓе добри, што сака да помогнат, пример. Од цела Македонија, од Скопје, од Гостивар, од сите градови. Ми се јавува за децава, копачки, за јадење ми носе од Скопје, маши жена ми дојдоа, све ми донесоа. Граф, масло, ова со кола дојдоа. Има луѓе што сакаат, например, кумари добри се, поштени, сакаат да помагаат. Вредеше што се пријави во Срцена дланка. Вредеше за мене и за децава да ми го сменат малку животот, побо да живам во подобри услови. Децата на Наташа со своите насмевки и невини очи се најголемото богатство што таа го има. Тие немаат големи желби, само сакаат да ја видат својата мајка среќна. Нивната љубов е мотив за секој напор и секоја жртва. Ни фали пари, пари највише ни фали. Дека пари, со парите купуваме јадење, со глеб. И за мајка ми му треба за Скопје. Со мајка ми болна е, оди на више не оди на хемотерапија, сега треба да оди на зрачење и затоа ни требаат пари. Има рак на дојка. Рак на дојка е на градата. Опасна болести, тоа се опериса и сега е добро. Ги заврши тие 8 хемотерапии и сега треба 15 дена да оди на зрачење. Ни е страв да не умре. Немаме толку пари да оди таа на лекар и да оди секој ден во Скопје со автобус, онај Дурмотурс. Мора да оди, ама ако не оди, ќе умре. Не беше, викаме, ми се јава, и да не бев и болна вака, немаше никој да ми помогне. Сега немам ни коса, сум без коса, перика, трипки, почна да ми паѓаат и вежи, со ноктите. Со 8 хемотерапии заврши, се 1 декември до 19 декември треба да одам на зрачење. Или болница да лежам 15 дена, децава треба да ги оставам, да не се да сами, или кај свекор ми в град ваму живеат, 9 метрва ми, 15 дена додам, од 1 до 19 до Свети Никола, секој ден на зрачење додам. Имам братучетка една, вака да ви кажам, неискрено, братучетка имам Швейцарија. Сузана се вика сега, да не че речат, ме каже братучетка ми, секоја хемотерапија ми праќат по 50 евра. И секоја хемотерапија на 3 недели ми праќат. Во Вестерн Унион вика на тебе ти викат, че пазариш вика пример 50 евра или 100 евра, овие викат пола за јадење вика за дома, деца варгета, јогурт, леп, сок, све за јадење, а другите ти се најдат за Скопје. Бурек да купиш, јогурче, помратна карта да не ти се слушит. Зашто од 6:15 одам со автобусот Дурмотурс до 6-7 на вечер. Дека е многу гужва вака, дух хемотерапија 100 души имат. И така, децава сами, дома, школа, аргета, јогурче, нешто ќе јадат, леп, тоа ќе направат тоа. А па не знам, имам свекор девер јатрва, красе вамо, кај Монтенегро вамо, па не знам, или ќе седат сами, или треба секој ден да патувам, не знам како. Сега е време ние да ја подадеме раката што таа никогаш не ја добила. Да покажеме дека добрината се уште постои и да помогнеме да се изгради нов живот полн со љубов и мир за Наташа и за незините деца. Добар ден, благодарам на поканата и укажаната прилика да поразговараме на тема која што мене ми е лично многу драга. Видите, хуманоста не е професија, тоа е клик. Кликот се случи пред 5 години, 5,5 години горе-доле и тоа ви е како вирус, влегува еднаш под кожа и после не излегува така лесно. Тоа беше за време на короната? Па не, беше и пред година и пол пред короната. Случајно преку пријатели од Велес, првен беше насмејана шала, беше несериозно, па после стана сериозно, за да дојдеме до ово ниво кое што сме
денес. Да, вие сте собственик на гостилница, ресторан. Меѓутоа, тоа ви е само причина плюс како полесно да нахраните повеќе луѓе. И мислам дека присудна улога во втурнување во ова хуманистичка работа е вашиот брат. Ви даде предлог. Точно, ние сме раководиме со два објекта во Велес, од кои што едниот е на доста прометно место. Значи се наоѓа во центарот на градот, на место каде што проаѓаат многу луѓе и стилот на работа, односно еден дел од гостилницата продава дневна храна, односно дневен оброк, каде што е зголемена фреквенцијата, баш поради тој дневен оброк, односно дневен ручек, дел од гостилницата подготвува готвени јадења, дел од гостилницата си работи за алакарт гости кои што сакаат да поуживаат малку подолго. И така, на смеа, на шала ќе пречам повторно, седиме, читаме некој напис дека некаде во некоја земја се продавал условно кафе, односно доаѓа човек, плаќа 2 кафиња за него и 3 условни. Овој позади него прашува што е тоа условно кафе, овој вели 2 кафиња за мене и 3 за оние што не можат да си ги дозволат. Некој што му треба топол чај или кафе, доаѓа да го зема оној што го платил претходно. Ајде да почнеме со условен оброк. Му велам на брат ти, ајде, викам, немој, ќе се смее народ. Не, ќе почнеме со условен оброк. Почнавме утре дента. Една обична објава на Facebook беше тоа. Од денес гостилницата продава условен оброк. Редовниот оброк чини во тоа време, ако не се лажам, пред 5 години беше 100 денара. Ние се откажуваме од сите трошоци на заработка, ги наплаќаме само техничките трошоци за храна, за енергенс и велиме од 100 денара ние го наплаќаме, може би ќе сгрешам малку со цената, мислам дека беше 65 денара тогаш. Значи откажани сите страни трошоци, чисто трошокот на оброкот. Па урок од неколку дена, не знам, 400-500 оброка дојдоа луѓе да платат. Пред 5 години, може би јас ќе кажам моje мислење, не мора сите да го споделат со мене, мислам дека свесноста за хуманитарната дејност меѓу народот во Велес беше на многу ниско ниво, односно луѓе има и желба да помогнат, но немаа како. Случајно се најдовме во тој миг, во таа средина, кај што оние што сакаа некако да помогнат, најдоа начин. Не бевме свесни за тоа, но откако ја понудивме акцијата, видовме дека има сериозно многу луѓе кои што сериозно сакаат дел од својот буџет да го дадат некаде за да придонесат за сиромашните во Велес. Од почетокот не бевме свесни за колкава бројка ќе станува збор. И во првите неколку дена собравме 600-700 оброка и се соочивме со проблем каде да ги дадеме. Потоа решивме малку да ја канализираме работата, односно да ги даваме систематски. Почнавме со една акција, дневно дававме по 200, по 300 надвор оброци, но видовме дека не се наменети за групата на луѓе за кои што ние замисливме да ги даваме. Односно, уште на почетокот, целна група на нашата гостилница беа социјално најзагрозените лица, односно лицата на кои што дури да им дадеш сирова храна, брашно, компир, било што, месо, они немаат ниту услови, ниту прилика како да ја сготват. Значи, нив освен топол оброк, сготвен, стокмен, друго ништо не им брка работа. Луѓето кои што немаат услови да припремат храна или, ајде, народски, уличарски кажано, луѓето кои брцаат по контењери. Значи, зошто да брцате и да барате храна која што хигиенски е рамна на нула, ако не и отровна, дојдете се работи за оброк, не се работи за злато и за кочи и со алтани. Во прв момент добив поддршка од Ленче Здравкин и од Убавка Јаневска. Они беа две жени кои многу ми помогнаа да дојдам до луѓето на кои што им требаше храна. Ленче веќе вршеше некоја хуманитарна дејност во тоа време со мигрантите. Убавка имаше некој проект за таргетирање на тие лица, го работеше проектот и точно ги знаеше кои се тие лица и така започнавме со нејзе. И одбравме некои 40 на луѓе на кои што решивме да им даваме секојдневен топол оброк,
Вториот проблем со кој што се соочивме беше срамот кој што луѓето го доживуваат да дојдат во гостилницата и да бидат видени од сите дека они им треба топол оброк. Оттаму произлезе и идејата да формираме Сдружение на социјално загрозени лица, кој што ќе се вика Нула гладни од Велес и кој што ќе се грижи, 5 години ја вршиме хуманитарната работа, 4 години постои Сдруженијето. Во соработка со Црвениот крст, они ни обезбедија просторија која што е дистанцирана од гостилницата и просторија која што ќе служи само за делење на храната. Просторија што е надвор од централното градско подрачје и таму ќе може да се подели лесно храна на оние. Точно за оние, можеби ќе гледаат, не знаат. 3 години функциониравме во таа просторија за подоцна да оствариме нова соработка. Соработката почна со Евангелската црква од Велес, со пасторот Филип Иванов, на кој што му предадовме таа обврска за он да ги таргетира и да ги наоѓа луѓето на кои што им е профилот на луѓето на кои што им е потребен овој оброк. Значи почнавме од гостилницата, продолживме 3 години со Црвен крст и со просторијата, таа е на влезот од градот, веднаш од десната страна, за да подоцна последнава година соработката продолжиме со Евангелска црква од Велес и таму во просториите на Евангелската црква во моментов ги послужуваме оброците кои што предходно сме ги обезбедили. Сега вие сте конкретно насочени само кон подготовка на храната и на тие оброци. Тоа ни е занает, не се мешаме во ништо друго, не сакаме манипулација со сирова храна, туку чисто готвење. Значи ние готвиме топол оброк. Секој некако сака да направи експресија на верата кон Бога. Мојата експресија на верата е за време на големи верски христијански празници да подготвиме оброк за оние кои што не можат да си го дозволат. Во моментов активни сме на 3 или 4 празници, зависи од условите. Даваме оброци на Великден, даваме оброци на Падник, даваме оброци на Свети Никола и кога имаме услови за Нова година. Значи тоа се празниците кај што христијанството рекло дека сите треба да сме со семејството дома и да споделиме еден ручек заедно. Оние кои што можат, но оние кои што не можат, се трудиме ние да им обезбедиме таков свечен оброк. За пред 2 години за Великден постигнавме рекорд, поделивме 1200 оброка, 1200 лепчиња, 1200 сокчиња и 1200 вапцани јајца. Фала Богу вработени, но и имаме, фала Богу, и луѓе кои што на тие денови се пријавуваат волонтерски да ја спакуваат храната, приготват и сечкаат морков, кромит и она се што треба. Така да јавна благодарност до волонтерите и до сите вработени кои што даваат екстра труд на тој ден без никаков надомест, само за да акцијата биде успешна. Така да правевме на статистика пред некое време дека по основ на храна поделена на верски празници и по основ на храна поделена во народната кујна, мислам дека сме близу до бројка од 50.000 оброци кои што се припремени, односно буквално можеби за секој еден велешенец. Затоа и мотото честопати на гостилницата и на Нула гладни е храна за цел Велес. Односно, ние сме само трансферот од оние кои што имаат повеќе до оние кои што имаат помалку. А од кого вие барате помош? Секогаш имаме апел пред секоја акција за донација на храна и средства. Гостилницата во сите акции е прва која што уделува со 200 оброци, а во секоја акција е различен таргетот. Да речеме, за Свети Никола сме решиле да поделиме 800 оброци. Гостилницата е прва која што скокнува со 200 оброци во донациите и чекаме од различни луѓе, од бизнис сектор, од случајни поминувачи, така да, знаете како? Имате и кутија за донација во ресторанот? Точно. Кутијата за донација е постојана во ресторанот, донирана е од Црвен крст и е наменета стрикно само за народната кујна. Честопати се среќаваме со проблем
од обратен карактер. Немаме проблем да ги прибереме средствата. За секоја акција средствата се собираат во неколку дена. Значи, луѓе доаѓаат кај кои што сме оправдале довербата дека она што ќе го донираат ќе стигне онаму кај што треба и со леснотија ги пребираме средствата за се, но малку потешко ни оди да стигне храната онаму кај што треба. Значи, во последниве година-две имаме потешкоти да препознаеме на кој му треба храна. Тоа е, впрочем, и најтешкиот дел. Лесно ќе прибереме средства, лесно ќе сготвиме, но после кога ќе треба да одлучиме, знаете како? Да, гладот и мизеријата се најчесто тивки. Тие ниту ги слушаш, ниту ги гледаш. Онаму каде што има највише повишен глас и апел за помош е најчесто злоупотреба. И тука е многу тежок балансот да го изградиш меѓу она каде вистински треба да дадеш или каде ќе дадеш и ќе биде злоупотребено. А не сакате да бидете злоупотребени нормално? Апсолутно. Готвиме храна за гладните, не за ситите. Срце го работите ова. И сигурно и вие, и братот, Да. сте гордо за вашето семејство. Мене ми е драго, повторно ќе кажам, нашиот начин на верба у Бога и на покажување на делата го правиме на овој начин. Сте почнале на вистина Да. онака од еден виден пример, колку е се заразно. Точно, кога е добрината точно. во прашање, среќа ги прати храбри. Се трудиме да не бидеме експонирани на многу високо ниво, во смисла дека еве ние подаруваме, еве ние даваме. Се дрзнувам да гостувам на овакви емисии и да вршиме постови преку Facebook, само колку да предизвикаме да го прошириме вирусов за до другиве луѓе. Ниту мене ми треба благодарам, ниту мене ми треба екстра заработка, бидејќи, фала Богу, она што го работиме сосема доволно за мене и за моето семејство. Така да, нека биде сватено секој пост на Facebook што го гледаат луѓето или секое гостување тука што сме присутни на оваа телевизија, кај Ненад бевме во една друга телевизија, нека го сватат само како порака дека малку треба да помогнеш. Не треба кочи со азно да донесеш, треба 2 кила брашно и 3 кила компири. Пак ќе повторам, последниве неколку години е во експанзија хуманитарната дејност во Македонија. Не беше познато ова пред 5-10 години, не беше ниту на овакво ниво какво што е денес. Социјалните медиуми си го направија своето. Точно. Да. И нема прилика луѓето кои што сакаат да помогнат, како да помогнат. Освен преку донирање храна во Црвен крст, нешто од храна во црквите, немаше ликови како мене кои што дале канал како да се помогне. Донесете храна, ние тоа не е проблем, ќе го сготвиме, ќе одаеме таму кај што треба, се трудиме, полека, бавите работи полека одат. Уште една работа што сакам да напоменам, за Свети Никола решивме од предминатата година да ја потенцираме силно акцијата, бидејќи сметаме дека е малку недоволно славен како светец во... А тој е ваш заштитник? Тоа е неофицијална слава на Велес. На градот. Да, повеќе од половина од домаќинствата слават слава, а другата половина доаѓаат на слава, така да во тој ден на Свети Никола скоро цел Велес слави. И во христијанството е познат како христијанскиот Дедо Мраз. Тој потекнувал од богато семејство, своето богатство подоцна го разделил на сите и ние решивме пред 2 години на едно семејство кое што има 4 деца со посебни потреби, да им подариме дом. Односно, сите донации, ние имавме сосема доволно средства за да покриеме храната. Ни останаа многу средства вишок, кои што не можевме да ги претвориме во храна, и ги подаривме на семејството за да буквално целиот спрат кај што живеат, од корен им го изреновиравме и сакавме константна да биде помошта и едно од децата го вработивме кај нас во фирмата со посебни потреби за да не биде еднократно, еве направивме се, сега снаоѓајте се понатаму. Девојчето работи кај нас, имаат уште едно дете кое што чекаме да наполни 18 години, на кое што ќе му даеме Тоа е вистинското решение, и да не ги изе шанса, турнете во системот. точно, они се среќни, задоволни.
Направивме убав гест, направивме нов топол дом за нив. Морам да напоменам дека акцијата сакав да биде преубава, ги поканив и детска градинка Велес. Изработија сите деца од сите градинки по една ракотворба. Ракотворбата на тој ден ја продадоа и сите пари од ракотворбите на децата од детска градинка Велес се уложија во тој дом. Ги поканивме и пензионерите. Сите пензионери дојдоа, направија по еден десерт, дали баклава, дали фурма, дали нешто свое направија, сготвија и тие ги продадоа сите работи. Ги собравме сите пари на куп и целиот спрат од почеток до крај, од А до Ш, го реновиравме и направивме вработување за едно од децата, така да, нека делува инспиративно на некој кој што слуша, па нека помогне и он на начин на кој што мисли. Јасмина е мајка со срце на дланка. Секој ден се бори за своите деца со љубов, со надеж и со насмевка. Мајка сум самохрана, мајка сум на и разведена воедно на 4 деца, од кои двете се големи, а двете се малецки. Ете, за жал, првиот сопруг што беше, значи, тој е татко на моите големи деца, од 20 и од 21 година почина. По смртта, пошто бевме исклучени од струја, бевме исклучени од вода, заради заостанати долгови од сметки, од многу астрономски сметки, куќата наша, седејќи на свеќе, се запали. Значи, избувна пожар, не успеавме да направиме ништо, значи куќата е изгорена. Тој едноставно почна чадот да чади. Значи, се разбудивме, тоа беше почна оган да гори. И едноставно истрчавме, кој боси, кој по чорапи, кој излеговме надвор. Тоа беше се потфатено. Значи, до плафон немаше ништо. Надвор излеговме, беа комши собрани тука, барав, викав, помош им барав. Куќата ја оставив, за да си ги излечам децата. Затоа што тие се најголемото богатство. Затоа што децата не се купуваат со пари. Животот не е бил лесен, но секогаш го става доброто за своите деца на прво место. Тие се нејзиното најголемо богатство, нејзината сила и причина да продолжи напред. Јас сум многу богата мајка затоа што имам деца. Затоа што имам 4 прекрасни деца, што уште ги раснам. Значи, можеш да подмириш кирија, можеш да подмириш струја, можеш да подмириш вода, можеш да купиш храна на децата, мора да јадат. Јас не можам да ги оставам. Јас не сум јадала денови за да јадат моите деца. Имало моменти кои сум легнувала гладна. Ама тие биле сити и ќе бидат и ќе се борам. И никогаш нема да се откажам. Работам и по цели денови сум работела. Во моментот да, сум вработена. Значи работам. Јас сум задоволна од мојата плата што ја земам. Премногу сум задоволна, меѓутоа мојата плата е многу мала. Трошковите се многу големи. Зборам целокупно за цела фамилија од 4 деца. Во случајов и јас сум овде. Значи тие деца треба на сабајле, доручек, на пладне, ручек, навечер, вечера. Значи им треба обувки, им треба книги. Значи им треба се. Целокупно се. За да моите деца не го осетат тоа што некогаш и јас не сум го осетила. Значи платата ми е 30.000. И нешто да речеме, некоја минимална сума од таа плата се плаќа 250 евра. Кирија, сметки за струја, ете, да заокружиме по 1802. Тука е парно, тука е вода и се понатаму. Таа вели, се радувам на животот што го имам со моите деца, тие се моето најголемо богатство. Многу е тешко да гледаш дека треба да дадеш помош на твоето чедо, а дека таа помош не можеш да имаш.
Треба да се оперисува, да, ама. Лекарите и викаат 50-50. Се работи за кичма. Операцијата е ризик. Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Полицајка. Полицајка? Зошто? Да ја бранам мама Од што? од лоши луѓе. Зошто постојат лоши луѓе? Не сакаш никој да повреди мама? Никогаш повеќе? Сакам да имат нивен дом, нивен покрив. Тоа ми е желбата што ми е еве овде, во ова моје срце мало што бие во моите гради.